Civil Media. Следното прашање од Тонки Крстевски. Зошто никој од судиите не сноси одговорност и стои обвинители кои молчаат за време на режимот? Ја го поставам тоа прашање, одговорот кој го добивам од клучните политичари во Македонија дека ние не се мешаме повеќе во судството. И са прашањето второ е дали е таква ситуацијата да ти не смееш стварно да се мешаш. Океј, не смееш да се мешаш. Независно е судството. Меѓутоа судството е сваровски години и години уназад. И вие не можете со директна објективност, со директна политичка интервенција на премиер или на министер за правда да смените 40-50 судии. Тоа секако мора да оди низ процедура. Мора да оди низ процедура. Значи, ова што го знам е дека законите за судски совет се веќе донесени и дека ќе се направи, претпоставам, одличен избор. Слично као за антикорупцијска комисија, луѓе кои ќе ја преоценуваат работата под одредени законски услови на судиите и на обвинителите и врз тие основи само ќе велат овој не е за судија, овој е за судија. Не зборам за случај на корупција, кај што може да се фати директно човек со пари за да пресуди на одреден начин. Тоа ќе биде бавно, да, ќе биде многу бавно, меѓутоа ние реално, тоа мислам дека јавноста го знае, не добивме политичка поддршка од Европа по промената на власта да направиме генерален ветинг на суди и обвинители, кој јас сум го ветувал као носител прва изборна единица. Зашто, како? Оставете го тоа. И покрај тоа што тој принцип имаше одлични резултати во Албанија, одлични резултати, и тоа нас ни рекоа не, генерално не за некаков вид на политички реваншизам, дека тоа може да однесе во друга насока и да засече уште подлабоко во македонското ткиво, кај што беа веќе длабоки поделбите. И мораме да одиме сега од човек до човек. Тоа е бавно. Дали во наредните пар години ќе имаме подобрување, ќе имаме подобрување. Дали ќе имаме идеален судски систем за 5 години од сега, не. Civil Media.